за било што и да разговараме, тоа ми беше идејата уште од старт. За било што и да разговараме на крај, дај да позборуваме за некоја тотално различна тема, тоест да ги прашаме што гледаат, што и ти мислам го спомна тој примерот со кој какви книги, со кој какво кесе си иде од саем, можеш да кажеш многу за човекот, ама што ти би ни препорачал? Спомна не гледаш многу филмови, ТВ серии, така што може да се фокусираш само на книги, ама онака за секој по нешто да ни дадеш. Океј, значи од тоа не го спомнавме денес, меѓутоа во едно од видеата спомнав дека една светла точка, иако неколку пати сум кажал дека понекогаш мислам дека единствена светла точка во земјава ми е што се возат повеќе точаци и се прават велосипедски патеки. Само да кажам, некогаш толку нема убави работи околу нас. Меѓутоа и има убави работи ако сакаме да ги најдеме. Една светла точка во литературата е литературата за деца во земјава зборам. Издавачки куќи како Литература МК, а и другите, значи Три, Антолог и други почнаа сериозно се занимаваат со таа литература и не само во однос на квантитет, туку и квалитет, убава корица, затоа што кога ги споредував, да речеме, книги што сум ги купувал од Англија, детски книги, сликовници, стално се воодушевував, паѓав во несвест од дизајнот, какви феноменални дизајнери има таму, меѓутоа тоа доаѓа кај нас и тоа ме радува, значи и наши писатели пишуваат за деца, прават сликовници и се повеќе се прават работилници и така натаму за деца. И тоа е супер. Така што и во предпоследното видео спомнав дека вреди да речеме ајде. Читав еден исландски писател, правев рецензија, може да најдете на каналот, се вика Приказна за сината планета. Вие сте правници, се занимавате со политика. Знаете, таков политички коментар во книга за деца. Речи си промовирање на анархија, на баш анархија. Што мене анархијата ми е блиска, збориме за вистинската анархија. Таква критика на современото општество, ја не сум прочитал во книга за возрастни. После видов дека тој се кандидирал за председател на Исланд. Млад човек, не знам колку има, 30-40 години. А може да кажем, книги за деца, што можам да научам од тоа. И јас кога ја прочитав таа книга и после толку се воодушевив, и ми ја читав и на децата и сега чекај, ама се воздржував да не им ја толку премно. Океј, македонската сцена, исто она што го прави или во издавачката куќа во голема мера и други го прават тоа. Значи се создаде на убава сцена, значи читаност на помлада генерација македонски писатели, има продукција убава. Роман на годината се доделува секоја година, сега гледаме и Литература МК имаат роман на годината. И тоа мислам дека ги мотивира писателите во Македонија. Така што важно е да се следи, има што да се најде во на македонската сцена. Значи, ако препорака, се не морам да кажувам, полека некои веќе луѓе, не знам, Гоце Смилевски веќе излегуваат од границите на Македонија и веќе постигнуваат одреден успех и надвор. Гоце Смилевски, мислам на разговор со Спиноза, сестрата на Зигмунд Фройд, враќање на зборовите. Тоа е еден писател што е многу сериозен и ми се допаѓа, пример. Румена Божаровска почна веќе да, не знам, дури представи, да се прават представи. Тоа е бивша Југославија, ама и тоа е некој пазар, значи кај што можеш да тргнеш од негде, знаеш. Нејзините раскази се веќе популарни, се читаат во Хрватска. Лидија Димковска, значи има сериозни и жени писателки што дури веројатно се поприсутни, во едно интервју зборевме за тоа, се поприсутни од писателите и тоа е нешто одлично. Значи има и се трудам сега и почнав да правам такви рецензии за македонски романи. И сакам да допринесам и на тој начин да ја популаризираме македонската литература. Значи не е секоја книга топ и супер квалитетна, али сега кога станува збор за друга литература, оно што во последно време едно откритие ми беше една канадска писателка, она Нобеловка,
Алис Манро и ја препорачував и она пишува само кратки раскази. Феноменална писателка, значи може да се чита на македонски, не сакам да речеме. Тони Морисон ја читав, Beloved, тоа е една љубена кај нас преведен роман. И ја мислев Тони Морисон исто има Нобелова добиено. И сега со Black Lives Matter се актуализира некои афроамерикански писатели. Джеймс Болдвин, еден многу познат, да го читав пред некое време, се летово го читав, на англиски, нема на македонски. Тоа се сериозни афроамерикански гласови кои што се сериозни, тешки писатели. Јас мислев љубена, нели насловот Beloved, и некој очекуваш некоја си романса, тоа беше страшно од времето на робството во Америка, не знам, 19 век, беше тежок, страшно тежок роман и одличен роман. Значи Тони Морисон веќе се издаваат нејзини книги на македонски повеќе. И дефинитивно, знаеш која е моја филозофија во однос на читањето? Животот е премногу краток да го потрошиме да испробуваме само на треш литература. И чекај ова видов или некој ми препорача, значи добри препораки, сериозни препораки. А кога ќе откриеш дека нешто е добро, кога е нешто класик, тогаш обавезно препрочитување. Значи еве сега да речеме последно нешто што ќе препрочитувам или веќе препрочитувам Кафка, и за него планирам да правам Франц Кафка. Кафка не може да излезе од мода. Еве се враќаме на она што да читаме денес. Читајте го Кафка и ќе видите дека некои работи не се смениле. Во смисла на систем, држава, бирократија, актуелен не може да му помине модата. Така што дефинитивно класици. Што друго да препорачам? Па да, тоа, ајде не ја ширам сега многу. Всушност, знаеш кој ти е најмаркетиншки? А за повеќе информации посетете го мојот YouTube канал на www. Знаеш, да, се трудам да не бидам премногу, да ги избегнам тие маркетиншки финти, да. И да дозволиме квалитетот да зборува.